Од 2021 година, вакцинацијата против болеста сини јазик кај овците, козите и говедата ќе биде задолжителна на трошок на одгледувачите, а ќе представува и услов за добивање на субвенции. Бруцелозата е ставена под контрола, а чума кај младите преживари нема поради што во земјава и официјално достави барање за добивање на меѓународно признат статус слободна од оваа дијагноза. Како што соопшти денеска директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов, во тек е подготовка на новата програма за здравствена заштита на животните, а и земјава е поделена на вкупно 8 региони за полесно следење на болестите и нивното сузбивање. Во 2015 година во нашата земја повторно се појави син јазик во јули годинава во одгледувалишта во Македонски Брод и Кичево, каде веднаш беа превземени мерки за забрана за движење на животни и убивање на оние кои што имаа изразени клинички симптоми. Болеста има во 9 одгледувалишта од вкупно 770 грла, но засега е потврдена кај 10 животни, а угинати се 3. Според Атанасов се размислува за обештетување на овчарите, но дали оваа мерка ќе биде прифатена треба да одлучи Министерството за земјоделство. Во однос на бруцелозата, Атанасов информира дека бројката на заболени животни е драстично намалена. Блиску сме до добивање на статус слободна земја од оваа област. До Светската организација на здравствена заштита на животните испративме досие за добивање на ваков статус. Завчера добивме потврдата дека досието веќе е примена. Се надеваме дека на Генералното собрание 21 година во мај ќе добиеме статус слободни од оваа болест. Ова е важно затоа што лесно ќе тргуваме со живи животни и производи од животинско потекло. Воедно со тоа ќе се докажува и дека одговорните институции во државата се подготвени и можат да гарантираат дека малите преживари немаат чума, истакна Атанасов.